Поштувана колешки, ја жалам што влеговте во матрицата на вашата партија. Единствено што знаете е да навредувате, дисквалификувате, ширите лажни вести и се што не доликува на еден сериозен политичар. Навистина не го очекував од вас ова. Рековте дека ништо не направивте, па не бевте тука да видиме што сме направиле. Кога ние изгласавме отпочнување на преговорите на оваа држава со Европската унија, вие избегавте. Ги лажевте луѓето дека ја продаваме државата, го продаваме јазикот. Председател, ако може да се смири колегата Мицевски, мислам дека не е во ред. Се извинувам, колега, ама јас сум тука за ред задолжен. Така да ќе реагирам кога сметам дека треба да реагира. Повелете. Кога ние ќе повторам за да ме разберете, кога ние изгласавме отпочнување на преговорите, вие не бевте овдека. Не бевте тука ни пред 2 дена, кога за прв пат после 4 години, поради блокадите од страна на Република Бугарија, беше одобрено подпишувањето на договорот Фронтекс. Прашавте, односно констатиравте лажните наследници на партизаните. Јас ви гарантирам дека 99,9% од овие луѓе овдека имаат баби и дедовци кои што активно учествувале во Втората светска војна како на страна на партизаните. Исто и јас. И сум горд наследник на партизан од Втората тиквешка бригада. Во чии редови седите вие? Зборувате за Ванчо Михајлов. Па оној Пендиков, кој што го тепа од Бугарија, бил македонец со бугарска самоствест, член на ВМРО ДПМН. Го тепал македонец со бугарско државјанство, член на ВМРО ДПМН. Кога ги отвараа клубовите во Битола и во Охрид, половина од ВМРО ДПМН беа внатре, половина беа надвор, протестираа зашто се отвараат. После 30 години единствено вето кој што го има оваа држава е од страна ВМРО ДПМН и левица. Сви имали од Грција, сви имали од Бугарија, сви имали од други држави, меѓутоа единствено вето кој што сега го имаме е од вас. Единствено вие сте тие што во моментов го попречувате напредокот на државата, зошто знаете само вие. И затоа е потребно обединување на сите проевропски сили во државата. Затоа што некоја сила, која што очигледно надвор, која што очигледно... Без дофрлање од место. Благодарам, подпредседател, мило ми е што слушнавте дека се однесуваат недолично. Очигледно некоја сила надвор соработува со странски служби, односно домашни служби, овдека, за да ја обструктира патот на Република Северна Македонија кон Европа. Ако вие тоа не можете да го видите, тоа ви го кажувам наотворено. И да, јавноста знае се. Јавноста знае дека единствено ВМРО ДПМН имат задача да ја обструира оваа македонска држава да оди напред. Целта на гемиџиите беше Европа да чуе за Македонија.